Господин Ристов, не стигнуваат реакциите кои што се движат од восхит до гнев околу пренамената на Аја Софија во џамија. Како вие го коментирате овој потек на турскиот претседател Ердоган? Ваквиот потек јасно покажува дека претседателот Ердоган и клиентелистичката АК партија се во надолна линија по однос на прашањето на системската дистрибуција на државните ресурси, пред се на партиското членство. Со цел повторна победа на идни избори и задржување на статусот на најпопуларен политичар, претседателот Ердоган за жал продолжува да игра на нему најпознатиот терен, тој е чист популизам. Во една реченица, потек направен во очај, кој има за цел да им покаже на конзервативните припадници на турското општество дека политичката посветеност е на исто рамниште со религиската поклонетост, бришејќи границата помеѓу политиката и религијата во секуларната држава. Ристов, колку ова одлука е порака на турскиот претседател Ердоган за домашна употреба и покритие на сите проблеми со кои се соочува, особено по силните порази на последните локални избори, а колку порака може би со некаква геостратешка димензија кон надвор? Статусот на Аја Софија важи за жешко внатрешно политичко прашање кое го поларизира фрагментираното турско општество повеќе децении наназад. Минатата година во март, во телевизиско интервју, Ердоган укажа на можноста од враќање на статусот на Аја Софија од музеј во џамија, што ако се земе во предвид контекстот на изјавата, односно предизборен период, беше сватена како обид за поголемо мобилизирање на граѓаните на предстојните локални избори, кои што се случија на 31 март 2019 година. Но на тие избори владеачката АК партија ги изгуби најголемите градови во Турција. Од тука, сегашната одлука може да се разгледува во насока на консолидирање и зацврстување на базното конзервативно членство на АКП, на потенцијален спречување на потенцијален одлив на гласови во новоформираната партија на Даватоглу, но и како символичен потек и условно кажано символична политичка победа над моменталниот градоначалник на Истанбул, кој што доаѓа од редовите на опозицијата. Во однос на геополитичките импликации, овде само би ги спомнал млаките и несуштински реакции кои дојдоа од страна на САД и на Русија, кои што ако добро се анализираат ќе се види дека се на иста линија, без јасна и остра осуда. Во деновите кои што ќе следат и како што гледаме и денес, се забележува засилена реакција од страна на Грција, но и Вселенската патриаршија. Овдека интересно е да се спомне изјавата, односно разочарувањето на генералната директорка на УНЕСКО, која што само покажува дека одлуката на Турција е еднострана, без претходна консултација со таа организација, со што на овој начин организацијата е подценета и понижена на еден начин. Но ако да одиме чекор понатаму, ако прогласувањето на Аја Софија за музеј се сметаше за символ на модерниот турски секуларизам, втемелен од Кемал Ататурк, дали декретот на Ердоган е еден од можеби последните чекори кон редефинирање на сите тие суштински белези на модерна Турција на Ататурк и јакнење на новата ера на она што сега се вели ердоганизам, а кој во основа е силно свртување кон исламот? Видете, не треба да се заборави дека Ердоган има завршено средно религиско училиште Имам Хатип. Во 1999 година тој е осуден за нарушување на секуларноста на Турција, а во 2003 година, откако стана премиер на Турција, ја дава својата позната изјава дека демократијата е како вагон, се симнуваш кога ќе дојдеш до саканата дестинација. Преку јавните настапи, Ердоган постојано се портретира сами од себе си како неприкосновен лидер на Турција, но и лидер и бранител на исламот и муслиманите насекаде во Европа, но и во светски рамки. Од многу луѓе мора да се каже дека тој е доживеан на тој начин. Најмногу од европските муслимани кај кои што се забележува чувство на оттугеност од општествата во кои што живеат сега. Неоосманизмот пак како идеологија предвидува комплетна реафирмација на културното, политичкото и духовното наследство на
османлиите со цел во новата прераспределба на светска моќ и влијание Турција да си обезбеди улога на влијателен и почитуван субјект. Сега, ердоганизмот како политичко-економски феномен, јас би рекол, представува надграден неоосманизам. Овде пред се работи за класичен политички, партиски клиентализам и триаголник на системска дистрибуција на државни ресурси и меѓузависност помеѓу власта, општествени групи кои што се блиски до АКП и бизнис елити, провладени бизнис елити кои што имаат заедничка цел, а тоа е политичка доминација и непречено владење. Споменавте и се чини сепак дека она што беше надворешна политичка стратегија и идеологија на неоосманлизмот на Даватоглу, сега вие споменавте се надоградува со многу специфики на она што веќе се дефинира како ердоганизам. Која е таа линија на развојување или надградба и што е разликата? Во однос на надворешната политика на Турција, Ердоган заедно со лицата од неговото најблиско обкружување се уште живеат во наметнатата интерсубјективна реалност која што е креирана од страна на Даватоглу преку теоријата за стратегиска длабочина, која што резултира со спроведување на мека неоимпериалистичка политика преку паралелна вклученост во повеќе надворешно политички активности во повеќе светски региони. Обкруженоста со мал број на лица кои што имаат директен пристап до Ердоган резултира со добивање на филтрирани мислења, информации, идеи кои што го зајакнуваат само неговиот светоглед, но и веќе воспоставените мрежи на значење во кои што живее тој. Со ваквото однесување од страна на политичката елита, Република Турција ризикува од губење на својата моќ на подолг рок преку империјално растегнување, бидејќи самата не поседува ресурси како би ги подкрепила или ги би поддржала своите отворени аспирации за регионален хегемон. Ристов, печатливо е ова, особено последно согледување на долгорочните последици, но сепак за крај и накусо. Последиците се тука. И со тензии внатре во Турција, но и релативно во релациите Турција дел од меѓународната заедница. Па од тука, кои се на кус рок последиците од оваа игра со, би рекол, демонстрација на авторитаризам, хегемонизам, особено што со Аја Софија главното оружје е верскиот елемент? Видете, на краток рок најмногу губи Истанбул и турскиот народ, особено младите и претежно школувани турци, кои што имаат, така да речем, глобалистички сваќања и поглед на свет. Од една страна имате сега непотребна провокација пред се кон православниот сосед, која што нема да донесе значителни промени во внатрешно политичката арена, бидејќи сите предвидувања и сите анализи покажуваат дека АКП може да се надева само на пораст од 0,5 до 1% на својата популарност, а за сметка на тоа го губите приматот на Истанбул како космополитски град, односно град со космополитски дух. И од место на обединување станува место на раздор. Се разбира овде и финансиската импликација, бидејќи се губат пари, односно милиони евра на годишно ниво, кои што беа добивани преку плаќање на влезници од страна на туристите кои што ја посетуваа Аја Софија како музеј. Иван Ристов, споменавме многу елементи, особено околу неоосманизмот, ердоганизмот, за кој веројатно е потребно и многу повеќе време за дебата. Во секој случај ви благодарам за оваа кратка, но темелна анализа за вестите на Телма. Ви благодарам за поканата.